Драги мои, добар ден. Повторно сте со Црвена линија. И она за што ќе зборуваме денес е секако она што ни следува, а тоа е пречекот или подобро да речам дочекот на новата 2023 година. Како и да е, од секогаш било да новата година, барем пред да стапнеме во неа, да ја дочекаме онака како што е ред. А како ќе ја дочекате оваа година вие, останува да ни откриете во ова денешно издание на Црвена линија. Желбите никогаш не се менуваат за подобро здравје, подобра иднина и се разбира година која што ќе донесе просперитет како на лично, така и на секое друго поле. Затоа денес малку порелаксирано ќе разговараме со вас и верувам дека ќе можете да ни откриете каде ќе ја дочекате новата 2023 година. Или може би сакате да ни откриете каде нема да ја дочекате 2023 година. Каков план имате да ви биде овој пат новогодишната трпеза? Мора да признаеме дека оваа година е полна со поинакви предизвици. Предизвици за домашниот буџет, предизвици за трпезата. Но од традицијата тешко дека ќе се ослободиме, па каква и да е софрата, скромна или богата, верувам дека секој од вас има нешто во план. Каков е планот за дочекот ќе ни откриете во ова денешно издание, а за да го направите тоа, доволно е само да го завртите телефонскиот број 023070005. 5 линии се активни, па еве, ќе си дозволиме денеска да проговориме со вас какви се вашите лични планови, какви се можеби и вашите желби и што е она што ќе се разликува од она што си го посакувавте во 2022. Одеме сега најнапред со подсетување дека секако ќе шернувате и лајкнувате на социјалните медиуми, каде што имаме профил Црвена линија. Темите секогаш ги објавуваме и на профилот на Телма телевизија, што значи дека и тој профил задолжително заследете го, а може би најважно од се би сакале да бидете дел од големото инстаграмско семејство на Црвена линија, каде што секојдневно објавуваме анкетни прашања, кои што се на Инстаграм стори, па доколку кликнете таму, веќе денес ќе ве пресретне ова наше прашање. Дали, драги мои, помислувате на желба на полнок на 31 јануари? Одговарате со да и не. А кои се вашите желби, ќе ми одговорите, верувам и лично, а верувам дека сите вие имате желби и за нашата земја, и за сите нас кои што го делиме овој живот. Како и да е, одиме ако имаме и прв гледач во ова денешно издание на Црвена линија. Добро, еве ми јавуваат, најверојатно сме навикнати да зборуваме малку за социјални, политички теми, но ние не би биле Црвена линија доколку вас лично не ве запрашаме какви планови имате за дочекот на 2023 година. Оно што е интересно, еве, може да ни откриете како би сакале да ја дочекате 2023 година, со кого ќе бидете, дали тоа ќе биде дома или може би ќе отпатувате, или може би ќе имате малку поинаков дочек од сите оние кои што наназад сте ги имале. Ако велат дека многу малку во државата се мисли на обичниот човек, јас ве уверувам дека Црвена линија секако пријателски во ова издание ќе ве праша и вас. Интересно е дека и на Твитер заедницата се поставува прашањето малку поодамна каде за нова година. Има иронични одговори, секако има и искрени одговори, има и желби. А за желбите секако верувам дека ќе ни ги откриете во Црвена линија, бидејќи верувам дека во 2023 година може би навистина и ќе се ослободиме од сите тегоби кои што наназад ги имаме. Немавме можности многу за дочек, 2020 и 2021 ја одбележа корона пандемијата, оваа година 2022 ја одбележа стартот на војната во Украина, која што имаше реперкусии и врз стандардот и животот на луѓето, односно започна енергетска криза, високи цени и што се не. Но сепак не верувам дека било кој од вас останал без желби, кој што сака да си ги посака и себе си и на останатите, особено на своите членови од семејството. Па еве да дискутираме и конечно и да ве прашаме, значи, што е оно што си посакувате во новата 2023 година.
На 023070005, ако имаме гледач, секако ќе го вклучиме, предност имате вие. Дозволено е да пишувате, се разбира, и на социјалните медиуми, Facebook е, тука ќе подсетам црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. А сега одиме со интересен твит. Знаете, ние во Македонија, барем по тоа што забележав на Твитер, повеќе станавме саркастични и иронични кога веќе треба да зборуваме каде тоа ќе дочекуваме нова година. Многу ме насметаа дека е толкава криза што едноставно човек и нема желба, ниту пак може да се дозволи. Но ако се прошета деновиве низ меаните, кафаните и секако маркетите, ќе се доби впечаток дека можеби навистина луѓето како да и се радуваат на дочекот на 2023, а можеби сето тоа е реперкусија од тоа што 2 години бевме целосно во пандемијата затворени. Ако имаме гледач, одиме со гледач и почнуваме со приказната новогодишна за вас. Добар ден! Добар ден! Секој е добро? Добро и на вас, и среќна нова година. Така, и јас ви посакувам се најубаво во новата 2023. Па како ќе се ја дочекате, еве? Како ќе се ја дочекате? Па ќе ја дочекаме дома сега, знаеш како, со фамилијата, иначе скапо е да јадеш по хотели по... Да, ама најголемо богатство кога имаш фамилија да си дочекаш било што. Да, имаме, да. Каква музика ќе слушате, еве? Каква музика сакате да слушате за нова година? Па, претежно ние постарите слушаме македонска народна музика. Убаво. Да, младиве и забавна и... така. Дали може би ќе бидете во друштво и со најмалите, со внуците, со децата? Дали ве накитивте елка, дали дадовте пакетчиња и оно што е најважно, новогодишната трпеза, што задолжително ќе има? Да, све ќе имаме. Кое ви е омилено новогодишно јадење? Па најповеќе имаме свинско месо, најспечено тоа, кременадни работи. Вие ли сте мајстор за печење свинско? Да, имам и ранам прасина така. А руска салата, кифлички? Да, тоа обавезно, тие работи веќе, тие жените ги куваат. Благодарам многу што се јавивте и еве го пробивме мразот. Благодарност до гледачот кој што прв се вклучи во овој издание пред новогодишно на црвена линија. И сега кога ќе ве посетам на малите го само тонот на телевизорот да зборуваме преку слушалка, за да не ви доцни звукот и да можете веднаш да ги слушнете прашањата. Добар ден. Добар ден. Па еве како вие ќе ја дочекате новата година? Како? Како планирате да ја дочекате новата година? Како секој ден. Тоа што значи? Со семејството? Како секој ден. Молим. Не ми значи. Значи ми да се смени ова власт, да крене државата напред, да живее народ, да успешно има во новата година и да... А што се посакувате вие за ваша душа? Вас лично да ви се исполни. За ваша душа, што си посакувате? Па кажака, да живее народ во ово. А што ќе имате на новогодишната трпеза? Новогодишната трпеза што ќе имаме? Постиве. А каква музика? А постиве. Постите во ред, одлично, значи риба, постна, браво, еве имаме некој кој што ќе издржи и тоа е голем предизвик за оние кои што се разбира постат. А кажете ми каква музика ќе слушате? Каква музика ќе сакате да слушате за нова година? Како? Седиме со жената и ништо повеќе. Што ќе правиме? Ќе гледаме дали. Музика не. Музика македонска. Само македонска. Само македонска, браво. Дали ќе бидете во друштво на своите внучиња, можеби? Имаме преубава музика македонска. Нема што да слушам. Дали накитивте еве Елка и тоа да прашаме?
се исклучи гледачот. Значи тоа се тие едни интимни, ке речам, и блиски прашања од Црвена линија до сите вас, бидејќи сте сепак вие тие кои што ја одбележавте 2022 година кога станува збор за Црвена линија. Зборуваме со вас за многу нешта, па зошто и да не зборуваме за нештата како што се вашите лични желби, желби за сите нас и она како планирате да се дочекате новата година. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, Тина. Добар ден, баба Руска, како сте ми? Ме позна. Секако. Па добро сум, зато спремам за нова година. Што ќе спремите, баба Руска, за нова година? Па вака, една кокашка печена у најлон, малку свинско кремеладнички, кромпири печени, салата руска. Најубавата? Пита со вишни. Пита со вишни, убаво. А кифлички? И торта една. Мала и готово толку. А домашно лепче има ли? Па кој ќе дојде, добар дојде, кој не дојде... Баба Руска, дали дома накитивте, еве, дали има јелка? А ја јелка не читам, си читат децата, сите си имат унуци, параунуци, си читат, а јас си спремив пакети. Вчера сум била на пазар, сум си купила пакети и денеска ни се јавив дека Дедо Мраз вчера дошол, ги донел, за да си ги земат. Одлично. Ај сега да ни открие баба Руска, бидејќи ние со вас дискутираме на многу теми, која ви е омилена музика што сакате да ја слушате за нова година? Ја музика македонска само, неќам ни српска, ни странска, никаква. Ни опера, ништо, не сам многу модерна, бидејќи у моје време немаше опер. Јас сега сум прилично возрастна, баш убави години сум. Ако ме прашуват што имам желба да ми бидат здрави унуциња, параунуциња, децата мои. А јас да ми продолжи Господ уж некоја година да си ги погледам. Сите желби да ви бидат исполнети, баба Руска, јас ќе ги посетам сите оние кои што гледаат Црвена линија, бидејќи ве слушаме, се повторува она, сакаме да слушаме македонска музика и браво за тоа. Топло ве подсетувам да останете во текот на новогодишната ноќ, бидејќи телевизија Телма ќе подготви фантастична новогодишна програма. Нема ништо да ви недостига, ќе има и добра музика и добри филмови. И она што е најважно, секако ќе бидеме со вас, за да уживате и дочекот да биде оригинален и не секојдневен. Одиме со уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Новата година ќе ја дочекам во турскиот луксузен хотел, кој што кошта 20.000 евро од ноќ, јас таму ќе се задржам 5 дена најмалце, 100.000 евро не се ништо. Така. А која музика сакам да ја слушам? Руската и српската. А кога сме кај трпезата, каква трпеза сакате да имате? А таму се ќе има во луксузниот хотел. All inclusive? Се ќе има таму. Нема што ја да мислам, туку само си звоном, порачувам. Ке има ли руска за 20.000 евра ќе биде all inclusive или може би само полупансион? Не бе цел пансион, како полупансион. 20.000 евра што се за државата ќе плате. Добро, сега ќе ве прашаме нешто лично, која е вашата желба која што сакате да ви се исполни и ви лежи на срце? А тоа сакам да кажам, да ме прекинувате по минутите. Денеска разговараме. Да има избори. Избори сакам во новата година да има и ваа диктатура да нема вичи. И тие што се примнати одни незаконски од СДС треба да ги испуштат од работа и да има нови огласи и по легален пат да се примат способни луѓе. Оти гледаме дека... А со кого ќе ја дочекате новата година? Молим? Со кого ќе ја дочекате новата година? Па у хотелот таму со масаджерки, пејачки. Во луксузниот хотел во Турција. Значи ќе ширите познанства во луксузниот хотел. Добро. Како и да е, благодарам што се јавивте и веќе подсетам, ова е малку несекојдневно релаксирано издание на Црвена линија. Конкретно зборуваме и сакаме да дознаеме што ви лежи вас лично на срце и што е она што си посакувате и вие и на вашите најблиски, секако и на сите оние кои што се дел од вашиот живот. Така да
политиката ќе ја тргнеме малку настрана во ова издание и ќе се посветиме повеќе на вас и на вашиот личен просперитет. Тоа се желбите на Црвена линија до сите вас. Одиме со нов гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден и убав ден. Убав ден. Вака срце мајкино, да ми се омажиш, да ми имаш едно пилинце у тебе и да те видам горда и весела. Вака, мене најпозитивен ми е од сите Каладжиев, професорот, а најнегативен ми е Зајко. Еве што си посакувате вие лично во новата? Јас ништо, само сакам мир и благосостојба, ама не дава Господ. Гром во коприва не иде. Еве да ми откриете како ќе ја дочекате новата година. Сама у 4 зида. Па нема да бидете сама, ќе бидете со телевизија Телма, ние како Црвена линија знаеме дека сте ни редовен гледач, така да нема потреба да се чувствувате осамено, секогаш сме тука за сите вас. Еве дали ќе си подготвите нешто, што би сакале, во што би сакале да уживате, еве ќе си направите ли можеби некоја скромна трпез? Јас сум правила и торти, и колачи, и Кој ви е омилено јадење, еве? Руска салата ми е Руска омилено салата, јадење ете и имаме заедничко омилено јадење. Вака да ми ти посакам се најубаво, со твоето потесно семејство, мир и благосостојба да ви даде на сите вас во телевизијата, толку пријатно. Благодарам. И телевизија Телма ви посакува секако пред се да ми бидете здрави, живи и сите желби и тоа на личен план најнапред да ви се исполнат. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Јас се јавувам од Прилеп, сум тутунопроизводителка. Така, па еве кои се вашите планови за дочекот на новата година? Со планови не ги украдува парите на тутунопроизводителите, ги изведува по 500, по 1000 евра на сите тутунопроизводители, а Лупчо Николовски се фали дека тутуно се плател одлично. И со кои пари јас ја дочекам новата година? Оваа година тутунот беше добро платен? Беше добро, ама ние први што предадовме тутун и го дадува во втора класа. А тие последно што даваа, на сите му дадува прва класа. А кажете ми на личен план, која ви е најголема желба? Дали ќе бидете... Каков личен план, кога ми ги украдува парите од тутунот? А немате ли желби еве за своите најблиски да се здрави, живи? Ќе бидете ли со семејството? Ја не знам, може би имате и внучиња. Абе, то сето е во ред, ама друго што го направил. Забележано, но сакаме еве да ве прашаме како ќе си дочекате. Сепак верувам дека со семејството. А со спробна трпеза. Така. Омилено кое јадење ви е за нова година? Барбички. А музика каква сакате да слушате? Телевизија ќе си гледам. Така, нека биде Телма телевизија. А секако во новата година Црвена линија нема да заборави да ги обработува социјалните теми и секако проблемите за кои што зборуваме со вас. Така да денеска имаме малку поинакво издание, ќе го наречам малку предновогодишно пријателско издание на Црвена линија со своите гледачи. Па добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Ина Игор од Битола, јас само вака. Ќе пожелам, ти болен сум малце, разболен сум малце. Па такво е времето, вирус има. Да му е среќно елка, јавење, убава музика. Каква музика сакате да слушате, Игор? Ако може желби да ви кажам. Ајде. Да имам татко, мајка, добар брат или сестра, да имам елка, да имам добро јадење, добри услови за живот, добар стан, да сум добар човек, да успеам да имам добра работа, да се добро, да имам некакви услови за живот, да немам такви услови и така.
толку ти. А каква музика сакате да слушате? Еве, можете... Македонска музика. Македонска. Тогаш останете со телевизија Телма во новогодишната ног, сега кога имаме богата програма новогодишна. Ќе гледам обавезно, ќе гледам. Благодарам многу, Игор, што се јавивте. Благодарам ти, И ви посакувам да ви се исполнат сите желби кои што ви лежат на срцето. Одиме понатаму, драги мои, денеска зборуваме релаксирано. Кои се вашите планови за новата година? Дали ќе биде тоа скромно? Може би некој ќе отпатува, може би некој не сака никаде да оди, но секако верувам ќе бидете во кругот на своите најблиски. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, вие сте во црвена линија. Благодарам. Прво вака, пошто утре дали ќе добијам, не знам, но честитки на сите граѓани на нашата држава да имаат добро здравје, значи да бидат живи и здрави, весели, новата година да ја поминат онака кој како сака и колку сака да пие, да јаде и да не почувствува, барем на цела година се стискаме, барем на тој ден да не почувствува немање, се да биде во полна трпеза, полно срце и да биде највесело. Најубави желби. Ние ќе дочекаме новата година дома, бидејќи нашите деца, сите, се и внуци, и синови, и ќерки, све е надвор од државата, така да нема услови ние да одиме некаде, сепак и возраста наша не дозволува да негде шетаме, значи, така да најдобро ќе биде да бидеме во домашен амбиент, домашни услови. Кое ви омилено јадење за нова година, Еве, на софта? Секако нешто печено, нешто така ќе биде, сармичка обавезно. Сармичка и сармата ја заборавиш. Значи, така ќе биде традиционално нешто што се вика од домашната кујна. А музика за срце? Забавно, народно, што се вели, значи секакво, а посакуваме да имаме и добро, да речеме, некоја си травијата, нешто таква работа да има. Па добро е, класична музика, одлично. И највеселиот ден во годината е тој. Од сите празници, ја го издвојувам новата година, бидејќи е највесела. Така и секако векови традиции во новата година се стапнува со многу желби и надежта, како велат, последна умира. Одиме со следен гледач. Добар ден од црвена линија. Или веќе добро вечер? Добро вечер. Секој е добро, вие сте во предновогодишно издание на црвена линија. Така. Се јавувам од Зегор. Така ве слушаме, продолжете. Дали не слушате ли на линија сте, повелете? Се јавувам од Делчево. Така. Добро. Каква е атмосферата во Делчево? Пред новогодишно? Не е лошо, като према ситуацијата не е лоша. Не е лошо. Вие, Еве, лично каде и како ќе си ја дочекате новата година? И со кого, тоа е најважно? Па со фамилијата ќе дочекаме у Трвата, у Делчево ресторантот. Така. Па Еве, задоволни ли сте од понудата? Дали Еве е подобро кога си некаде надвор или подобро е дома? Па гледа, зависи од џепу, колку ти е длабок џепу и така да подобро е да си некаде, ама ако немаш услови да идеш некаде, добро и дома. Добро, Еве, кажете ми кој ви е омилено јадење за нова година? Што е она без што не можете на софрата? Па скара, веćinom скара. Руска салата, сарма, кифлички? Па гледа, тоа се спада у това, али скарата е најдобра и тамо дека сме у ресторанту има убава скара прават и така да не е проблем. А музика, каква музика? Во каква музика ќе има, жива музика ќе има. Така, благодарам, многу драго ми и голем поздрав до сите кои што не следат од Делчево. Секако црвена линија на сите вас пред се ви посакуваме да ни бидете во добро здравје цела 2023 година и како што рече гледачот, море секој ден да имате богата трпеза. И јас понекогаш љубам да кажам да не знаете кај терате од што ви е убаво во животот. Одиме со следен гледач. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ете, тоа е нешто што верувам дека ќе го совладам. Добар ден. Во програма сум. Да, во црвена линија, повелете. Да го намалам тонот.
Да, подобро ќе се слушнеме. Во програма сум. Да, во програма сте. Со кого ќе ја дочекате новата Како ќе година? ја дочекам новата година? Да ми запее Никола Бадев. Бадев, убава музика, Не најубава. плач, Горо, не плач, сестро. Не жал, Горо, не жал, сестро. Ти за твоите лисја, јас за мојата младост. Или, ако умрам, загинам, немој да ме жалете. А со кого ќе ја дочекате? Сум номад. Најголема желба би ми била кога би ми одговориле кој ми ги јаде парите. Добро, а на личен план за вашите најблиски имате ли желби за здравје? Прав внуци не познавам. Да не се они, ја одавно би бил у Идрисбек. А добре, еве за внуците дали некакво изненадување подготвивте и подароци? На прашање, пошто со решење сме 30 души се у Скопле. Го нема гледачот. Добро, јас секако ви посакувам. Знам дека понекогаш животот во оваа земја е исклучително тежок. Ставени сте пред многу искушенија, особено економски тешки приказни, но денес верувам дека сакаме да ги слушнеме вашите желби. Како велат, еве ќе повторам, надежта последна умира, зошто да не и 2023 година, барем семејството на Црвена линија да си посака меѓусебно убави желби и секако нивно исполнување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. Добар ден, убав ден. Најубав ден и најубава следна 2023 година, тоа ви посакувам јас. На сите. Кои се вашите желби? Моите желби се поздрав до сите што се во старските домови. Сите дечиња што се во СОС, селата што се без родители. Сите болни кои што чекаат помош во болниците да бидат здрави наредната 2023 година. А јас новата година ќе ја чекам, онаа старата нова година, Василица на 13 јануар, бидејќи таа ми е традиционална нова година, ги постам постите за нашиот Божик. Браво! Да, останато е да ја славим оваа година што за некој ден е веќе на врата и многу желби на сите телевизии во нашата Македонија. Ајде кажете ми, бидејќи постната трпеза е поинаква од мрсната, што е она што најмногу сакате да имате на постната? Сарми, риба нема да има, бидејќи строг пост ќе постиме. Така, риба не се јаде секој ден во постите, точно. Да, така такива постни има постни работи, има салати, има сарми, има... Ете така, гледате се може, оно што може би е најважно, најголемото богатство се блиските кои што се заедно со нас и секако останатите и пријателите. Велат, кога имаш семејство и вредни, блиски пријатели, тогаш си и најбогат. Добар ден. Ало. Добар ден, Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, точно. Веќе е темница, еве јас сум надзоров дека преубавата клисура. Тоа е Посетимир Капија. Иначе рибар сум, тука со невестата и за нова година тука ќе си бидам. Одлично. Какво искуство е да се дочека новата година там? Како сам, природа, немаш никој, многу убаво. Преубаво, така. Човекот може би е најнеосамен кога е сам во природа, така ли? Така, ја сум рибар, па излегувам тука, си фаќам, си чепкам и така. И дали тоа значи дека на трпезата ќе има риба? Не, си носам месо, ќе си направам скара и пиење, така, пиење. Значи рекреативно сте риболовец, така? Да. А еве музика?
Музика, Јовано Јованке ми е омилена песна, жената ми е Јованка. Да ја поздравите, да гледате Телма телевизија. Све гледам, све телевизии, све гледаме, тука имаме сите и така. Добро, кои се вашите желби? Ало? Кои се вашите желби? Моите желби се да биде мир, да нема болести и све, и да има добри примања, пензиите добро да бидат, тоа што друго. И рибарите би ги поздрел бистро, среќна нова година, Божик среќен на сите во светот и така. Така, благодарам бескрено и што се јавивте во црвена линија. Значи, ќе ги поздравиме и ние сите риболовни друштва, најверојатно рибарите имаат интересни идеи за дочек. Па некој можеби кој што не сонувал дека може да стане рибар, е интересно искуство да пробате да бидете во природа. Оние велат кои што постојано се во природа не се чувствуваат никогаш сами. Одиме понатаму, интересна идеја и искуство од гледач, одиме со следен гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро и вам. Вака сега. Овој македонски народ ќе плаче по Тито и по Југославија. Не само што одева сите и на одмори, летни, зимски и така натака, него одеа и за нови години. Не се случуваше некој да не отиде на одмор, и тоа по 2-3 одмори, исто така и да слави нови години. Сега може да сонуваат само околу 20.000 милионери, оние пашишта што ја искрадува државата, и онаја средна класа, доктори, лекари, што имаат по 1000-2000 евра плата, тие може да си дозволат да слават нова година. И се разбира тие новопечените бизнисмени, кои што 5-6 дена ќе избегаат од Македонија. А какви желби имате за останатите? Какви желби имам? Овој народ да се разбуди и да не чека 2024 предвремени избори, мислам редовни избори, да се крене, да се обедини, затоа што ќе изгубиме државата. Што уште треба да му се случи на овој заспан народ, за да се дигне против оваа предавничка власт, каде што не само што врши предавство, туку и го крадат на си. Благодарам за јавувањето. Одиме понатаму. Денес е ден кога говориме за вашите желби, се разбира желбите што ги имате и за сиот овој народ кој што живее во оваа земја и секако можете да ни откриете и кои се вашите лични желби. Просперитет, пред се здравје и верувам дека ќе ни кажете како може би сакате најмногу да ја дочекате новата година, а како ќе ја дочекате ќе дознаеме од следниот гледач. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонијо. Добро вечер, Македонијо. Како сте? Слава на Бога, добре, како сте вие? Добре сум и драго ми е кога зборуваме за желби. Кои се вашите лични желби? Па да сум здрав и жив. Секако здравиот човек е богат човек. Бог да ми прости на прегрешенија, волни, неволни, така. Посакувам ова предавничка, терористичко, како да речам, антимакедонска власт да падни. Тоа е најдобра желба, пошто штом таа падни и добро, ајде никогаш нема да имаме шанса да ве прашаме нешто лично како вие ќе си ја дочекате новата година. Ма искрено да кажам, ние одиме, јас некаде околу 20 години одам по манастири за ова вечер. Убаво, какво е тоа искуство, еве? Наредниот ден е празник на Свети Бонифаци, маченик за верата Христова, кој не бил крстен пред тоа, но кога видел како маченички се убиваат христијаните тогаш во тоа време, без да се поколебаат, и тој извикал и јас сум христијанин. И така маченички завршил, а пред тоа живеел тотално безбожнички. А со кого ќе одите, еве? Со кого планирате да одите? Има манастири, така и цркви каде се служат богослужби со браќа сестри во Христа. Така, заедно со верниците. Добро. Да. Имате ли лична желба, еве, нешто на срце, интимно што сакате? Сакам да кажам дека дај Боже повикувам посакувам мојот македонски народ да се разбуди, да разбере дека СФР ја пропадна и банкротира и дека 30 година сме...
Благодарам за јавувањето. Еве интересно, слушаме кој каде какви планови има и секако ги откриваат желбите за сите оние кои што се дел од оваа земја. Одиме понатаму. Добро вечер за следниот гледач, а можеби и гледачка. Ало? Здраво, од црвена линија. Ало, ме слушате? Да, одлично ве слушаме, во црвена линија сте. Јас сакам... Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Јас сакам година да одам во Дубај и взимам милиони евра. Ало? Добро, ве слушаме, сакате во Дубај. Катастрофална власт, што по-брзина си замине, оти народу го докара на посадски штаб. Народу нема што да јаде. Добро. Тоа најда го пожелам. А вие што ќе јадете за нова година и со кого? Што по-брзина замине, Го имаме ли? Вие со кого ќе се дочекате на полнок новата? Јас со мојата фамилија дома. Така, што ќе има на вашата трпеза? Сакам да одам во Дубај, ама таа криминална власт не ми дава пари. Немам пари. Добро, а семејството Иве, што ќе подготвите? Каква музика ќе слушате? Јас само патриотска, мазелска музика сакам си слушам. Одлично, баш убаво. А кој ви е омилено новогодишно јадење? Новогодишно јадење? Да. Македонска сарма. Македонска сарма. А на сопругата? Моли? Дали сопругата прави убави сарми? Да, она прави најдобри јадења, да. Најдобри јадења, руска салата и кифлички? Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Ете, драго ни е кога мажите за своите сопруги зборуваат јавно дека се мајстори во правење сармите. Може да ни откриете, може би и вашите партнерки, партнери, може би се виртуози во кујната и подготвуваат најубава руска салата, кифлички и сарма. Одиме понатаму. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, да, веќе е вечер. Добро, за вас е се исто. Да. Вие ко се седнати било и добар ден. Значи, како ќе ја дочекам новата година, да ви кажам многу убаво. Све со веганска и постна храна. Одлично. Кој ви е омилено постно јадење, бидејќи пости? Па ја да ви кажам, например, еве печурки, еве риба. Ова, па и кажи го, може да салати, што да кажам овакво, баклава. Салати, не може да не почнам сега се да бројам една по една, да речеме како. Значи, толку убава храна, постна, меѓутоа за мене нешто најубаво и се знае дека шампањата еден тоа обавезно кида. Така ќе се наздрави. Имате бареми лешници, фастаци, па ораси, па што ја знам сега да почнам. А кажете ми во друштво со кого ќе бидете? Па тука нешто ужи круг така ќе видиме се уште, меѓутоа Ужи круг е најбољи круг. Па тука, дали некој од комшија, дали од роднина, било како, главно кој како ќе сака и како ќе се случи во моментот, така да мислам ќе биде како што ќе биде. Меѓутоа храната, јас да викам кој ќе рече некој постно, аве има колку сакаш, ако сакаш да си направиш, па пинџур, па ајвар, па малеџано, па не знам, па и постни сарми со уреви и орис. Постни сарми обавезно, тоа више више ги јадеме постните сарми, сега па новатура ќе правиме. А каква музика ќе слушате? Ето сега музика, она, како да кажам, јас сум малце од постарата генерација, она што живеевме со рок музиката. Рок музика, одлично. Тогаш има уште една причина да бидете во новогодишната ноќ со програмата на Телма телевизија. А ние сега одиме со реклами. Ете, малку одморевме со рекламите во ова предновогодишно издание на Црвена линија, каде зборувавме за тоа каква трпеза ќе имате, со кого најмногу сакате да ја дочекате новата година и со кого ќе ја дочекате. Имавме и прашање на Instagram Story, значи заследете на таму, следете ни во 2023 година, а на анкетното прашање дали помислувате желба на полнок на 31 јануари, со да одговорија 73%, со не 27%. Секако традицијата ќе продолжи, не се откажуваме да имаме убави и мокни желби кои што ќе бидат исполнети во 2023 година. Надежта последна умира утре. Ве подсетувам, бидете дел од новогодишно издание на Црвена линија со феноменални гости.
А во новогодишната ноќ никогаш нема да бидете осамени доколку кликнете на Телма телевизија и уживате во новогодишната програма. До видување до нашето утрешно видување.